Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, добар ден. Слушате уште еден кворум на брановите на радио Слободна Македонија. Секој понеделник, 10 минути после 11 часот се дружиме заедно на брановите на радиото во Боја. Вечерва до 19 часот Државната изборна комисија треба да ги соопшти официјалните резултати од предвремените парламентарни избори. 24 часа од завршувањето на повтореното гласање. Во меѓувреме, партиите имаат право на приговори до Државната изборна комисија во рок од 48 часа од објавувањето на првичните резултати, а највисокото изборно тело е должно да одлучи по нив во рок од 48 часа по приемот. Против одлуката на Државната изборна комисија може да се поднесе тужба и до управниот суд, а во рок од 24 часа од приемот на решението. Управниот суд пак по жалбата е должен да донесе одлука во рок од 48 часа од приемот. Председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски вчера изјави дека новите пратеници своите уверенија за добиените мандати треба да ги добијат најдоцна до 28 декември во среда, и тоа за сите 5 изборни единици, како и за осигураните мандати во 6-та изборна единица, доколку нема приговори. После вчерашното прегласување во ТРЦ, ВМРО-ДПМН е слави победа, а СДСМ пак носителот на листа во 6-та изборна единица најави дека ќе формира влада. За сето ова во денешниот кворум анализираме со политичкиот аналитичар Сотир Костов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ви најдов. Господине Костов, ајде би сакала да го прокоментираме на почетокот она што вчера се случуваше во ТРЦ. Видовме и поштабовите на ВМРО-ДПМН се славеше, најавуваат дека остануваат посветени на формирање на влада и на реформите, но од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз и покрај тоа што има 2 мандати помалку од ВМРО-ДПМН, исто така најавува дека ќе формира влада. Каква е сега оваа ситуација? Па добро, тоа е и горовско прашање. Така, Игор Џамбазов би го поставил. Да, каква е оваа ситуација? Малку е чудна, ама очигледно господата од СДСМ, Шилегов, Заев, Шекеринска и останатите, или гледаат на графчиња, ама тешко погодуваат, ништо не погодија, или пак на филџан кафе некоја изборна астрологија спроведуваат, што мене малку ми е далека. Сум пробал да се бавам со нејзе, не иде. Мораме да ги гледаме пред се и да ги анализираме, тоест да ги констатираме прво бројките, потоа да анализираме што стои зад бројките и да видиме какви појави, феномени ни се случуваат. Значи, да констатираме. Македонија на 11 гласаше, некој сакаше да има прегласување, надевајќи се дека ќе успее да го купи македонско-албанскиот глас како обично пиво или сапун. Не се случи тоа, македонскиот народ покажа самосвест. Кога вела македонскиот народ, мислам на албанци, турци, македонци, роми, срби, сите, значи не делам јас. И лично мислам дека се потврди на највпечатлив, на најверодостоен, на најубав можен начин се потврди гласањето од 11 декември. Што ќе рече? ВМРО се ги потврди освоените 51 мандати, СДСМ остана на 49 мандати, а кај останатите и така не можеше да има некоја промена, значи ДУИ останува со 10, БЕСА со 5, Алијансата за албанците 3 и ДПА 2. Јас сум среќен што вчера победи и македонскиот народ, тоест Македонија. Не гледам дека партии победија вчера, бидејќи тоа беше едно исилено гласање. Јас сум среќен што македонскиот гласач не дозволи обрзот да му биде искашкан, и иако некои бројки се навистина малку чудни, но се гледаше дека излезеноста од 11 декември, кога излегува од 700 можни 14 запишени во изводот од избирачкиот список, излегува 404 или 7, а овој пат, тоест вчера, излегува 402 избирача. Резултатите не се како на 11 декември. Имаме рапидно зголемување на оние кои гласале за СДСМ, значи првиот пат гласале 87 избирачи, вчера гласа
254, мислам, и колку... 244. 245 еве. Тоа мора да се согласиме едно големо зголемување, но јас и на 11 октомври, тој на гласањето после 11 декември, а еве и денес после гласањето во ТРЦ вчера, кажувам дека избирачите имаат право да го дадат својот глас онака како што тие мислат. Сега да ви кажам, сум долги години анализирал, има голем број на фактори што влијаат како еден избирач или група избирачи ќе гласаат. И сега видите, најизразени се рационални и ирационални, свесни и несвесни фактори, и во овие 4, тоест 2 вида, 4 фактора можеме да го бараме однесувањето на македонскиот избирач. Ние можеме да се удираме во гради и едни да напаѓаме, други да кудеме, а други да ги бранеме, но избирачот секој пат има своји причини. Значи, една се рационални, кога својот глас го дава за подобрата економска програма, подобрата политичка програма, оној што нуди бенефити за него и така натаму, а една се ирационални, кога некој ќе му наметни нешто, ќе му вети нереално, заведено тоа, ќе си го даде својот глас, а потоа ќе испадне дека тоа не може да биде, мнозинство не може да се формира, тој субјект не може влада да формира и ќе испадне дека ирационално гласува. Сега, имаме, реков, и свесно, свесни и несвесни причини, во смисла, некој свесно гласаш за некого, за кој мислиш дека е подобар, и не грешиш. А некој пат занесен од некои ветувања, од некои романтичарски погледи, некои идеални, идеалистички гледања на состојбите во 21. век, и го даваш гласот несвесно го даваш својот глас, испаѓа дека, ајде да не речам, ама ќе речам, отишел гласот во бунар. Но, како и да е, треба да го респектираме гласањето на секој македонец, избирач поединачно и на сите вкупно заедно. Не треба однапред да лепиме етикети, иако некои работи се воочливи. Значи, нешто што ја не можев да го предвидам или не сакав да го прифатам, на 11 декември, а вчера се потврди, ни се случи освојување на големи контингенти, ајде да кажам, неприродни гласови. Се појавува една политичка партија, чие име е Социјалдемократски сојуз на Македонија, оди во албанскиот кампус, нуди нешто, се уште не знаеме што нуди под маса, над маса знаеме. Они ја отворија темата за двојазичност, тие ја отворија темата за менување на уставот, тие ја отворија темата за кантонизација, тоест федерализација или конфедерализација на Македонија, а не ВМРО и Никола Груевски, кој што сака да превертират работата. И туку одеднаш гледаме контингенти гласови отишле таму, тоест кај Заев и СДСМ, а ДУИ, ДПА, БЕСА, Алијанса за албанците останале со недоволен број гласови отколку што очекувале. Да бидем искрен, тоа навистина е малку една чудна состојба, но објаснувајќи ги причините за какви можат факторите да бидат за гласање, дури можам да заборавив една поделба, себични и несебични имаме фактори. Науката го има тоа анализирано. Значи, себично е кога гледам за себе и сега нека ми просте Господ, ама некој ќе ми понуди мене нешто. Ја не сваѓам во тие, да бидам искрен, ама ќе ми понуди. Дали материјално, дали нематеријално, јас себично ќе гласам за тој, иако сум убеден дека тој не е најдобриот. А несебично, опозит од ова е пак, кога трезвено оценуваш дека некој е општо добро, некој е повисока вредност од материјалната е многу подобра за иднината на твојата држава, и тогаш се одлучуваш својот глас да го дадеш на групација, кога велам групација, мислам на коалиција или на политички субјект доволно јак, да во еден циклус од 2-4 години го оствари тоа што го ветил. Значи, гледате, вкупно 6 врста на фактори набројав, и ја мислам сите тие беа вчера присутни во ТРЦ, бидејќи да не заборавиме, во ТРЦ има 714 гласачи, од кои истражував малку 161 се македонци, а 553 мнозинството
албанци, но има еден мал дел турци. И сега првично ако видиме, ќе видиме дека освоените гласови на ВМРО се во рамките на избирачите македонци. Но не сум сигурен дека се само од македонците. Лично мислам дека во ова повтореното гласање кај ВМРО има и некој албански глас, но тоа не е греф, како може да само еден голем контингент да освојува на начин кој баш и не е така примерен со овие ветувања. Од време си има традиција ВМРО за него да гласаат албанци, турци, бошњаци, срби и така натаму, и тоа не ме чуди. Но оваа високата амплитуда на 11 декември за СДСМ е гласано 87 гласачи во Теарци. И сега одеднаш оди на 245, еве да заокружиме 250 гласачи. И ние што се бавиме со овие анализи, сега ни интересира од каде доаѓа ова зголемена амплитуда? И како? Што за 14 дена се променило? Ништо не е променето. Завршувам, за да не расплинувам многу. Мене ми требаше ова гласање да се случи во Теарци, кога веќе некој инсистираше, за да една теза која ја работе во првата недела после изборите си ја потврдам и мене ми се потврди. Зашто станува збор? Сите анкети, сите рейтинзи што ги дава со исклучок само на една-две, беа точни, иако не се остварија. Дека ВМРО е многу повисоко и подалеку од СДСМ, дека ДУИ е пак на прво место, па останатите натаму следуваат, дека БЕСА ќе направи некој продор и еве и се случи тој продор и така натаму. И сега што се случи во последните 5 до 3 дена пред изборите? Се случи еден таков невиден импакт на, ја велам, Заев и дружината, на Адеми, на Зекири и така натаму, на албанската диаспора, да ми простите, бидејќи очигледно таму дува ветерот. И неочекувано, па дури и за луѓето од ДУИ, еве и за мене како аналитичар, многу голем контингент гласови се манипулира од 40.000 до 70.000, јас сум негде на средината по моите прорачунки кои не се уште финални готови, мислам дека негде меѓу 50 и 60.000 гласови, а овој пат се да само освои албански. И еве го порамнувањето без малку. Иако 20.000 гласови, да ви кажам, не е мала разлика меѓу ВМРО и СДСМ. Одамна имам кажано една мисла дека да се освои гласот на избирачот е ѓаволски тешка работа и да ми простите, со гласањето од диаспората, од 7-та изборна единица, 21.000 е разликата, значи. Тоа не е мала разлика, но ние сме научени на поголеми, еве некој сака да ја минимизира таа разлика, ама еве затоа се случи да е толку мала разликата, СДСМ си стави на конто, тој си знае како си ги обезбеди тие гласови, тие што му дале глас знаат зошто му дале глас, ја го респектирам тоа, реков, и еве ја разликата. Но, тоа што ни кажува? Тоа ни кажува дека се случат некои неприродни работи кај нас. А тоа ни кажува дека СДСМ, сакајќи да го уништи ВМРО, не успеа. 2 мандата, ама не ги освои. Значи, влада ќе се обидува да прави ВМРО ДПМН. Што направи СДСМ? Ги, да не речам, политички осакати албанските политички партии пред албанското избирачко тело. И сега ќе видиме што ќе се случи. Благодарам. Во однос на комбинаториките, кој со кого ќе прави влада, разговараме после блокот реклами кој оди во моментов. Почитувани, останете на оваа фреквенција, за кратко сме повторно назад. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Господине Костов, ја начнавме темата формирање влада и можни комбинаторики. Роковите веќе течат. Според овие рокови, односно според роковникот, собранието треба да свика прва седница, конститутивна седница до нова година, а нова влада веќе до феврари, зборувам според роковникот од предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември. Ги спомнавме можните комбинаторики кои со која партија. Се чини токму така дека албанските партии се клучат за формирањето на влада, но несумнено и дека нивните апетити за време на преговорите за влада ќе бидат огромни со оглед на тоа какви теми се начна за време на кампањата, кои се стартните позиции во трката за формирање на влада и на ВМРО ДПМН, и на СДСМ, и на ДУИ, и на останатите албански партии.
Па добро, стартните позиции, број 1 Усеин Болт, ВМРО ДПМН 51. Број 2 СДСМ 49, ДУИ 10, БЕСА 5, Алијанса за албанците 3, ДПА 2. Видите, јас на проблемот или поточно на прашањето составување на влада малку ја гледам по широката слика и лично мислам дека сега постизборно завлегуваме во една помирна состојба, каде што главите ќе ги ладиме, жештеноста ќе ја напуштиме, ќе се виде кој дигал прашина, кој се магла, а ќе се виде кој правилно ги поставил работите и на еден начин ќе ја води Македонија и понатаму на патот на развојот, бидејќи економските покажатели покажуваат и покрај две светски кризи 2008 и 2011 Македонија нема ретроградни економски процеси, туку оди напред. Но сега ова политичкиот дел да го анализираме. Јас верувам во преговорачкиот капацитет на ВМРО ДПМН, особено на нивниот лидер Никола Груевски, и лично мислам дека овој пат тој многу добро ќе ги изанализира состојбите, што ни се случуваа за овие години, 2,5 години во криза, најпрви, наметната криза, кои нус појави ги добивме со Прашинскиот договор, кои немили настани ни се случија и по улиците од некои си шарени револуционери, отпори или не знам што. Потоа многу добро ќе изанализира кој што све направи во изборите, кој ги отвори прашањата кои се со устав затворени. Не би рекол јас со рамковен договор. Ако мене ме прашувате, рамковниот договор не постои, тој е имплементиран со уставни амандмани во уставот. И мислам дека на маса ќе стави еден добар пакет за разговор со своите партнери. Ја прво да бидам фер партнери за договори, гледам сите останати субјекти сем СДСМ, не дека има нешто против СДСМ или сум исклучив за нив, туку се види дека тие, како што сега се поставени работите, не може да функционира заедно. Ова техничкава влада видовме што правеа министрите и замениците, дополнителни министри, тие гонеа некои вештерки, а не се ја обавуваа основната работа министерска и заменик министерска. Но, затоа имаме солидни играчи во ДУИ, во БЕСА, во Алијансата и во ДПА. И сега, ако мене ме прашувате, ја вака би рекол. Ја би одел на малку поширока влада овој пат. Би се залагал ВМРО ДПМН сликата, диапазонот малку да го прошири и да понуди една платформа заедничка македонска обединителна за сите политички партии на албанците плюс ВМРО, со тоа што, да бидам искрен, не сакам да сум лицемер, имам резерви кон БЕСА. Прво, као нова политичка партија ја поздравувам, као свежина ја поздравувам, но, во право сте кога велите премногу се радикални, барат редефинирање на Македонија, а се уште не се етаблирале како што треба на политичката цена во Македонија. Епа ви се молам, се прогласија за апсолутни победници пред изборите, рекоа тоа е дефинитивна работа, ние победуваме, и рекоа не отстапуваме од редефинирање. Епа видите, господа, сега тоа не може, значи тие освоија таму колку што освоија 50 и колку илјади гласови, Каршини стојат 455.000, тоа е пола милион гласови, Каршени стојат останатите гласови на останатите албански партии, тие не беа така гласни, или да не речам воопшто не зборуваа за редефинирање, туку малку надразнети во негативна смисла од Заев, кој се обиде да им влезе во куќите, јас малку тоа во метафора го велам, во кујните, во спалните, да им се меша во фамилиите и да им кажува дека тоа е поголем албанец од нив, што би се рекло она изреката поголем католик од папата, и тие малку подлегнаа, мислам, на една таква атмосфера и сега поставуваат сите некои барања, ама видете, па преговорите и затоа постојат. Преговорите постојат, секој на вас да ги даде своите аргументи и на тие аргументи секој пат има и контрааргументи да се разговара, но едно не треба да заборавиме. Во фокусот треба да биде Македонија. Доколку на ВМРО ДПМН, на ДУИ, на ДПА, на Алијанса за албанците и на БЕСА, морам да кажам и на СДСМ, во фокусот им е
иднината на Македонија, подобрување на стандардот, подобрување на животот како што велат, не враќање, него подобрување на животот во Македонија. Лично мислам дека ќе се најде договор, исклучивоста ако се тргне настрана, суетите ако ги оставиме дома заклучени, ќе се најде договор за составување на владата. Верувам во здравиот разум и во мудроста што го имат лидерите, иако се многу напаѓани, но ја лично мислам тоа се паушални напади. Паушални напади се, треба за нападите да имаме конкретни факти, докази, некого да го оцрниме, и мислам дека ќе се постигне услов, ќе се постигне договор за формирање на влада. Доколку Каде е тука опцијата за нови избори? Видите вака, нови избори, не сум ја многу присталица на нови избори, ја велам, ајде да составиме влада. Ајде да ги поминеме локалните избори и доколку навистина состојбата е таква, ајде да кажам климава работава со мнозинството, навистина може би треба да се прегласаме уште еднаш во некои малку понормални услови, кај што ќе нема контингенти плаќање освојување на гласови. Но да не заборавиме, предвремени 2008, предвремени 2011, предвремени 2014, во меѓувреме имавме председателски локални избори. Еве сега ни висат наврат од март до април, мај локални избори. Па што е ова, ние само избори ќе правиме? Па кога иде мандат до 4 години ќе го истераме? Мислам, треба малку да се замислиме, избори, па на луѓето малку и преку глава им од избори. Иако ете, во таа опција има избори. Иначе избори, ако ВМРО не состави влада, ако СДС не состави влада, ќе се оди на избори. Но ја не гледам така негативистички, јас бројките ги гледам така во целина, не ги гледам сепаратистички, секој посебно подмишка и сега секој ќе уценува. Не. Овие луѓе се од Македонија, за Македонија и не се докажав. Тука е многу битно влијанието од страна. Ако дозволат на секои 15 дена или на секоја втора недела лидерите да ги викаат во некои странски центри да ги советуваат, лично мислам тоа не се добро пише на Македонија. Овие наши лидери кои ја изворедно ги почитувам, без разлика од кој кампус доаѓаат, треба да знаат дека се лидери на дел од политичките субјекти во Македонија и на македонскиот народ и на македонските граѓани, и малку нека ги остават сега настрана центрите на влијание и на моќ од Албанија, од Бугарија, од Србија или Грција, не директно, ама индиректно и таа се меша. И мислам треба да не остават да си направиме ние, да се обидеме да си направиме влада, а потоа тие нека прават стратегии како ќе соработуваат или нема да соработуваат со владите. Јас сум оптимист, да бидам искрен. Јас позитивно секој пат гледам на работите, ја гледам на позитивната страна и лично мислам дека ВМРО со својата мудро водење на македонската политика, со својата рационалност и со разумот кој го покажаа сиве овие години, ќе направи влада. Несомнено дека председателот на државата Ѓорѓе Иванов мандатот сега ќе му го додели на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со оглед на тоа што не се очекуваат приговори после прегласувањето, со оглед на тоа што токму така сликата е јасна, ВМРО ДПМН е 51, СДСМ 49, мандатот е кај Никола Груевски, но со тоа многу мина ќе речат и жешкиот костен за преговарање со албанските партии. Споменавте вие, очекувате една разумна платформа од страна на лидерот на ВМРО ДПМН и од ВМРО ДПМН со која би се нашол заеднички јазик со албанските партии во државата. Иначе би ве прашал на што би приговарале? Каде е мост? Каде се цивил? Тие очекуваат други резултати вчера. Значи, нема, се си беше прекрасно, го видовме на камерите од телевизије, од тоа прекрасно како на 11 декември. Нема тука место за приговор. Нема место за приговор. Правиме тука уште една кратка пауза и се враќаме во студиото, секако со анализи за идното формирање, за идната македонска влада, која, како што споменав, треба да се формира според роковите до февруари. Останете тука. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Господине Костов, завршни минути од денешната емисија. И сакала овие минути да ги искористиме
за тоа кој колку отстапки може да направи, кој колку е подготвен за отстапки, нели, во преговорите за формирање на влада. Споменавме, вие немате дилема дека претседателот Иванов треба да му го додели мандатот на Никола Груевски, Според на уставот, тоа така е. што тој е победник на овие избори. СДСМ очекувате дека треба да се помири со поразот, дали очекувате Заев да си поднесе оставка со оглед на тоа што го вети уште пред гласањето дека доколку изгуби ќе си поднесе оставка, победа е победа, макар и со еден глас била таа победа. Да. И би сакала да прокоментираме околу отстапките, од која партија колкави отстапки очекувате да бидат направени во текот на преговорите за формирање на влада? Видете, прво, ајде со Заев, прво да ве прашам. Кажете ми едно прашање на кое Заев обстанал на својот качен спор. Нема. Значи, верувај ми, многу интересен политичар е, кој ќе каже нешто, па потоа го изменува и навечер касно во ноќта во истиот ден го негира. Значи, ја тоа го нареков политика да, точка. Не, точка, може би. Не може. Или е позитивно, афирмативно, или е негативно, или е нешто измеѓу, или лично една метафора дадов за него, сакам речам, не знам кажам. Као маливе деца што прават и секој пат него некој го демантира, ама пазете, или амбасадори го демантираат од Израел, тоест вице-премиери, министри, амбасадори италијански и така. Ево што направи со италијанскиот амбасадор. И сега има еден виц, кај бил синуќа Заев, кога се завршило гласањето од ТРЦ, бил на прослава со италијанскиот амбасадор. Славеле победа. Да. Видите, отстапките не ги сваќам ја така малку, така формално и круто, бидејќи ако некој има сериозна политика сет... Со оглед на тоа што го споменавме, патот нема ниту малку да биде лесен до формирањето на нова влада. Во право сте. Ова не дека го негирам вашето прашање, него проблематиката е комплексна. Некој се потруди така да биде, а тој некој е оној кој ветуваше сетови за да добие контингенти гласови, ги добие, а тоа е Зоран Заев и СДСМ, ама не успеа, не победија. Лично мислам, така и на почетокот као да нешто кажа, значи сега треба да се вратиме во реалност, во реалниот живот на Република Македонија, во реалната политика. Имаме ние традиција на коалицирање, неколку варијанти, па сега да бидеме искрени, има и нови субјекти политички на политичката сцена. Тоа се Алијансата за албанците и БЕСА. Така, но Треба... колку би била реална и ве влада? Да. ВМРО, ДУИ, ДП и Алијанса за албанците? Многу реално. Ми го земаш зборот. Би можеле ли Морам да да ти кажам. функционираат? Така, би можеле ли да А функционираат? зашто не тие? функционираат? Ајде да направиме те вака... Еве, со оглед на тоа што Зијадин Да. Села е крило на ДП. Да. Дали би функционирал заедно со поранешните своји сопартици во иста Да, ама влада? да не заборавиме, тоа е во еден микс со крило на ДУИ. Зимостерни. Тоа е мешана, Алијанса за албанците е мешавина. так. Мешавина е. Таму е унитет или како се викаше Така, партијата. унитет, на И сега, Газимостер, така. до вчера биле заедно, ја не гледам причина, кога се работи за Македонија, да ги тргнат со едите. Ја дури и тоа го Така, видов. но кога се работи за интересите на албанците, Да, кои живеат во Македонија. да. Значи, ја тоа и го видов, кога ги видов на маса од две страни, малку ми беше чудно. Зимостерни од една страна, Али Ахмети и Теута Арифи од друга страна. Ама пазете, седнаа на маса. И да ви кажам нешто што приметив. И ќе се вратам на прашањето. Во кампањава приметив нешто што од една страна ме бендиса, а од втора страна па бев разочаран. А го следев диалогот помеѓу албанските партии, помеѓу македонските и помеѓу албанските и македонските. Приметив е на појава. Од почеток до крај албанските партии си водеа нормален диалог, не се навредуваа, си кажуваа едни на други на лице на сите албански телевизии и македонски, и тоа е квалитет повеќе што ни се случи во оваа кампања. За разлика од кампусот македонски. Диалогот беше нецелосен, ама сепак имаше диалог да се и во новините и во телевизиите, но имаше големи навреди. И извинете, сега многу нема да ме одобрат, ама ја никогаш не сум бил против албанците, ја не сум националист. По тоа прашање може би треба да учиме од албанците.
Значи, да се разбериме. Ако седиме ние на маса, ние не треба да се навредуваме. Ние само можеме да прифаќаме тоа што е прифатливо и да одбиваме тоа што не е прифатливо за нас или пошироко за Македонија. Значи, сепак оваа кампања даде неколку квалитети плюс кои треба да се искористат таа позитивна енергија да се претвори во синергија, јас велам, во преговорите за состојување на влада. Знаете зашто? Се работи за Македонија. Значи, мора да превлада свеста рациото македонско, кога велам македонско на македонци, албанци, турци и така натаму, мислам, и јас тука ја гледам шансата да се договорат. А зошто да не се договорат? Но дали би била тоа влада на долг рок или сепак ќе биде на краток рок? Не би сакал да скоро предвидувам. време некои нови предвремени парламентарни избори, иако вие тоа како што рековте не го сакате. Ако се направи влада 51 10 плюс 10, плюс 3, плюс 2, ја ви тврдам дека тоа е влада на долг рок. Ја ви тврдам дека тоа ќе биде мандат издржан 4 години, од причини што сега следува процеси не така мили, драги и позитивни во СДСМ. Зоран Заев не испорача ниту на своето членство, ниту на албанската диаспора тоа што вети. Зоран Заев вети ако го избеди изборите дека ќе даде оставка. Ја не верувам дека ќе даде, ама пазете, процесите него ќе го приморат да седни на маса и да даде отчет. Што ќе се случи, ја не знам. Важно, ќе има немили работи и веќе се гледат и по колумните во вестници и во на настапите на телевизијата и во социјални мрежи. Се гледа таму една расположба да се виде што му се случи на СДСМ, а Зоран Заев, само да ме потсетам последното интервју пред изборите на 24 Вести телевизија, кажува, сигурно победуваме со голема разлика ќе победиме ВМРО ДПМН и дури вели, во четворката победуваме со 12-8. Не победи. 10-10 испадна, а ваму ги избори. Дури личинам дека Никола Груевски имаше повеќе гласови. Да, така. Имаше. И сега, значи, Зоран Заев треба да се бави со партијата или да бидам искрен, партијата да се бави со Зоран Заев, да видат кај ги однесе од 2013-та, еве сега сме на крајот на истекот на 2016, а на прагот на 2017 година, 3 години дали отидоа попусто. Немат позитива напред, немат чекор напред, дури мислам, немат ни лед во место, ни тапкање во место, имаат чекар назад, имат одење. Еве резултатите тоа го покажуваат. Не помогнаа ни бомби, не помогнаа ни шарени револуции, не помогнаа ни отпори и така натаму. Од друга страна, и покрај сите напаѓа против ВМРО, ВМРО не го намали бројот на гласови, незначително е намалувањето, значи си остои 455.000 гласови, претходните избори беа некаде околу 480 или 70.000 и значи сето тоа што го зборел незаконски преку снимките не влијаело на ВМРО, кон ВМРО, гласачите му го дадаа своето доверба. Сега имаме зголемување на бројот на гласачи за СДСМ и Заев, ама преска се потрудив да го објаснам. Квантум од 40, 50, 60.000 албански гласови и еве ја намалената разлика. Сосема кратко, помалку од една минута имаме да ја привршиме емисијата. Господине Костов, би сакала да го заокружиме овој разговор хипотетички, доколку се успее да се формира влада и онека како што очекувате вие, дали таа влада би ги исполнила сите реформски приоритети и каде подитно Македонија треба да направи реформи? Владата мора да продолжи да ги изведува реформите таму кај што застана некаде 2014 година и нема друг излез. Оваа влада на почетокот покажа на ВМРО ДПМН на дојде дека е реформска влада, мора по тој курс да оди. Впрочем, такви се насоките од Европската унија и не гледам поинаку што би работела или нешто друго што би работела, да сем да ги извршува, спроведува реформите, бидејќи реформите се започнати. Да не лажи некој дека нема реформи во Македонија. Има реформи, но го подзастана ради наметнатата криза. Значи, ја верувам во владата што ќе направат политичките субјекти и мислам дека таа ќе биде дури и повеќе изразена реформска влада отколку што досега беше, од причина што просторот ќе се исчисти. Треба да се врати и редот и владењето на правото. Браво, да, така треба. Ви благодарам за овој разговор. Почитувани слушатели, вам ви благодарам што изминатиот час не следевте со внимание. Секако се слушаме повторно за 7 дена, тоа веќе ќе биде во новата 2017 година. Ви посакувам среќни празници и се слушаме, како што кажав, повторно за 7 дена. Политичкиот магазин Кворум е во продукција на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител, техничка реализација Дине Вучков и Далибор Зафировски. Пријатно до слушање.
Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.